Чеки. Сакаш да ми кажеш ова е Корола? Corolla Sedan GR Sport Hybrid. Корола седан. Да. Ова е спортскиот пакет на Corolla. Најпродаваниот автомобил во светот и најпродаваниот автомобил на сите времиња. Спортската верзија е инспирирана од Toyota Gazoo Racing. Toyota има богата историја од тркачките спортови, долга повеќе од 60 години. Нашата мисија е да создаваме најдобри возила, да го усовршуваме секој аспект од своите автомобили и да продолжиме да ги поместуваме границите. Драган, ваше е ова? Да не сте... Не. Добро. Абе, камермани, ваше е ова, бе? Абе, како не, човече, го изгубил некој? Ѓокове, кој го изгубил ова, бе, човек? Абе, дечки, ваше да не е ова? Што дали е наше, бе? Абдул. Добро, ако не е... Добро, не е ваше, де е... Епизода, добре дојдовте, нова епизода, 1-1 сезона, 14 денеска, имаме супер гости, веќе се подготвуваат. Не кажуваме кој се ќе почнеме со нешто друго, а тоа е најава за следните Олимписки игри. Но не тие што мислите, не тие во 2024, не ни се чека до 2024. Ние сме повеќе, знаете, да не чекаме да се пикнеме преку ред, нешто само да прашам да направиме и така нешто. Не чекајќи до 2024, бидејќи далеку, се запрашавме како би изгледала Олимпијада во сосема секојдневен момент, како одење во супермаркет. Калински и Панчев ги имаме на коментаторски позиции, имаме надпреварувачи на каса. Јајде да видиме кој ќе победи во оваа Олимпијада во маркет. И еве сме, за кратко започнуваме со Олимписките игри во овој велелетен маркет. Едно неприкословено, па дури би рекол и маркантно одмерување на силите помеѓу купувачите со своите скромни потрошувачки кошнички од една страна и од друга страна работничките, персоналот и касиерките. Вечерва со мене го имаме легендарниот Дарко Панчев, македонскиот ас и големиот спортсмен. Даре, што мислиш ти за ова спектакуларно случување? Ви, Златко, куповина у маркету недела има голема традиција на нашиве простори, знаеш. Ова Југославија, тоа е едно изузетно искуство за секоја породица. Ја се сеќам од Звезда кога бев, кога потпишав. У Белград имаше еден маркет таков голем, имаше више могуćности. Тоа, знаеш, тоа беше изузетна прилика за мене. Така е, ти благодарам, Даре, за ова кратко, но би рекол дури и суштинско излагање. А ние се движиме веднаш на терен, каде што го имаме колегата Костовски. Се моли колегата Костовски да се јави на главна каса. Дали се слушаме? Одлично се слушаме, колега Калински. Овде атмосферата е вжештена како подвршник надпреварот, само што не е започнат. Да. И еве сме пред почетокот на надпреварот. На првата лента е Димитриовски, на втората е Ангеловски. Димитриовски го гледаме како завзема позиција. И фуриозен старт на надпреварот. Како фуриозен старт од страна на касиерката. Со неверојатна брзина, па дури би рекол и молскавично ги куца продуктите. Неверојатно. Што се случува, драги гледачи? Дали Димитриовски бара вербална комуникација со касиерката? Не, види, изгледа Димитриовски не носи торба, мислам, како да ти кажам, многу лош потез.
Он не е спремен за утакмица. Да, 15 денари. 15 денари ќе са на семафорот. Што се случува? Погледнете, Димитриовски буричка неверојатно во своите джебови, но не наоѓа ништо. Додека за разлика од него Ангеловски полека, но сигурно ја полни кошничката. Еве го повторно Димитриовски буричка и на крајот. Да, наоѓа кеса, собствена кеса, вади од джебот. Па каква драма, неверојатно, драги гледачи. Ангеловски малку се мачи со производите, се чини дека е изедначено. И сега спринт од Димитриовски. Каков прекрасен потек беше ова со бананите. Да видиме што се случува. На другата лента имаме застој. Не работа, бе. Не работат нешто? Не работа. Не, сепак погледнете каква драма, касиерката не го знае кодот на гравот. Нервозни гестови, И мрачно. ја би бил нервозен. Сигурно, па погледнете како е мрачно лицето на Ангеловски. Да, се нервира, но каква пресвртница. Доаѓа помошникот, се чини дека тој го знае кодот на гравот. И да, гравот поминува. А со тоа и самиот надпревар, па каква неизвестност, каква драма. Тврда утакмица, Златко, станува збор за изузетно спремни такмичари. Само се надевам нема да има продолжетци, пошто Маја ми пиша дека више ја спрема вечерата, Златко, ја нема да може многу сега. Обезбедувањето веќе го предупредува дека присутните треба да го напуштат маркетот. И уште само 10 секунди до крајот. И каков удар со главата на Димитриовски. И тоа е шут за победа. Победа во последните секунди. Слави Димитриовски. Овации од трибините. На една страна радост, а на друга тага. Тоа е, Даре, убавината на спортот, зарем не? Апсолутно. Изузет. Дечка, ај доста циркуз и 8 сата затвара, најполека. Ајде, Поред господине, не напрегајте го својот нервен систем. Ја морам да одам. Ти кажав дека Маја ме чека за вечера, а и Ме остави. И како дојде Светов до овде каде што се наоѓаме денес. За да го знаеме тоа, треба да се вратиме назад во минатото, а таму најчесто е тоа па тоа, се е исто како што и сега. И да видиме дали е тоа навистина така, го имаме нашиот Маријан и тоа во каменото доба со вестите од минатото. Гледате вести од минатото. Денеска сме 3.7.8359 година пред нашата ера. Или како што некои милуваат да кажат камена доба. Ова се вестите на денот. Со тврдење дека сме настанале од исти мајмуни, соседното племе стави вето на нашето племе и патот кон големата племенска унија. Мајмуни. Енергетска криза го зафати нашето племе откако поради дождот некди се изгаси огнот во огништето. Поглаварот смирува и вели дека во моментов експертите се обидуваат да запалат нов оган со најмодерната технологија на триење два камења еден со друг. А сега имаме специјален гостин во вестите, со нас е токму неговото височество, поглаварот на нашето племе. Добра вечер, поглавару. Добра вечер. Бевте мета на напади во јавноста, бидејќи на вашите ниви имате посадено некоја сомнителна тревка, па кој е вашиот коментар? Сите знаеме дека тоа е лековита тревка. Дека не греша душа. Јас и моето семејство со нашата работа обезбедуваме екзистенција за многу племиња. Најавте реформи реформи во образованието, но сведоци сме дека учениците се уште учат, а немаат камени плочи, па затоа посетуваат скратена настава. Кој е вашиот коментар? Ќе обезбедиме, бе, момче. И плочи ќе обезбедиме, шо е проблем? А што се однесува до скратената настава? Шо има проблем тука? Па еве ја да речеме, на времето учев по 2 часа. И шо ми фали? Еве сум поглавар. Се почесто сме сведоци на напади од лавовите и од хиените, па дали се презема некакви мерки за заштита на населението? Нашите граѓани треба да бидат спокојни.
затоа што нашите стратешки партнери тие ќе не заштитат. Јас сум демократа, прачовек и важно е да градиме добрососедски односи со сите соседни племиња. Да, но се почесто сме сведоци на вистински зулуми од лавовите и од хиените. Додека го дишам овој чист, каменодобен воздух, јас ви гарантирам дека опасност за моето племе нема да има. Шо се плашеш, бе? Не се плаши, бе, ма се седи, бе. Ајде. Седи, еми сака тоа да си игра само, бе. Така? Така. Еми, ја заборави, жена ми вечера ме чека со семејството. Ај, Гледавте вести од заеби, тие бамби, лавови, тие бамби. На 3 декември во арената Борис Трајковски слава 20 години. Тука се да ни кажат се околу тоа и да си направиме муабети, но не ви кажувам кој. Ќе пуштиме најава на сезона 8 од 1 на 1. Токму така добро слушнавте, ова е 14-та сезона, ама ќе ја пуштиме најавата за 8-та сезона и ќе видите за кој се работи. Пази кај гледаш бе, Абдо. Ја кај гледам? Ти си слепец, бе, гледај кај идеш. Јас слепет. Што е бе, да не сакаш проблем? Што? Ти да не сагаш 1 на 1, бе. 1 на 1? Па ја обожавам 1 на 1. Што збориш, бе? Да. И ја исто. Посебно онаа плава на Маријана, мислам секаш. Што му плеше на оној на маса. Зајде Видел? бе, имаш нешто такво? Токму тука се Адри, Панчо, ДНК! Договорено. Ја некојаш убаво да го облечам некојаш. Дали се договоривте, брат, идеме у црно, кожно, а ја ќе носам бисери расути. Расути бисери. Не, јас се плашев од ова што се деси, гледај но джиња, пак не ми стига. Дај уште некој пернич. Сак. Па дај што гледај. Па што да не ставиш? Ќе ме болат после колена. Па што да не. Еј, Затоа си 14, најбољ. ова е пред 6, ова е пред 6 години, човек. Пред 6 години, ама ние си се глупираме одамна. Еј, а сега славите 20 години. 20 години. Летнаа ли годините, Андреј или не? Еве по нас се гледаш пушти пред 6 години, не гледам некоја голема разлика вака во суратија. Ама ја да ти кажам право, би рекол дека и многу добро се држите вака успоредно. Пример, кога, не знам, одите по матури... И ти не си лош, и ти. Гледај сега како беше со коса. Виден. И ти си страшен. Кога идете по матури, ај искрено, сериозно. И сега идеш на матура, колку и даја години од матура, си се собирате. Не ти делува дека си некако помлад? Од другија? Да. Искрено. Ја учев во физкултурно, имавме 90 луѓе 3 класа. Не се ни гледам, ја не сум бил на матура последниот пат на 25 години, не, 20 години уствари. 50 се надостарев. 20 години матура уствари, да, 20 години матура имавме настап у Швајцарија и не можев да дојдам. Али се гледавме на оваква мислам дека на FaceTime. Не можев. Али се видов сега у Велес имавме настап на Питијада и дојде еден другар со децата негови, вика да те запознам, вика, многу големи фанови се, Димче од Велес. И го видов и кога ќе ги видам другари од средна школа и од основно уште комуницираме. Ептер ми е убаво и драго. Повеќе со од основно? Од основно, да, поише комуницираме, имаме група една на Вибер и комуницираме и ептер ми е драго. Браво. Сега, ајде да зборнеме за муабетов. 3 декември, 20 години ДНК, Борис Трајковски. Едно нешто што е интересно да се спомне е дека, поправиме ако грешам, половина од картите одат хуманитарно или како? Не. Вака идат. Има една фондација, се вика Марко Вожиновски, и нас ни
излезе новиот албум. Прво албумот ќе се продава таму и само таму. Исклучиво само таму и средствата ќе бидат донирани во фондацијата и дел од продадените карти исто ќе идат во фондацијата каде што нивните родители кои го менаџираат и водат тоа убаво ќе ги насочат парите на идни успешни спортисти, нели они ќе се грижат се, тоа не е како стипендија, ама голем дел они знаат и каде треба на кого да се даде. Ја пошто сум болен по спорт и ќе ми биде многу драго да завршат на вистинско место, убеден сум дека ќе завршат. Си беше така договор од почеток да оди ова или дојде спонтано преку организација? Па мене мачор ме има израснато, ја имам голема почит и респект кон сите мои повозрасни малци, а и кон моите врсници, бидејќи сум таму израснат на улица и можда и таа генерација и едноставно можда е таа некоја онака зрно песок што можам да помогнам со оглед на тоа што им се случи и едноставно сакам да придонесам и јас и Андреј и Лазе заедно со нас и така одлучивме да донираме колку можеме и ќе ми биде многу драго. Значи сите што ќе дојдат, сите што ќе купат албум ќе си знаат дека прават и добро дело, не само што помагаат и македонска музика, не само што помагаат и тука, ќе слушаат нешто квалитетно, и прават добро дело. Така да ете уште една покана, сите да знаете 3 декември, 20 години ДНК, Борис Трајковски, сите сакаат да знаат ќе дојде ли Врчак. Трудна работа, на муки сме многу со тој човек. Он си е повлечен, долго време го нема. Ама има муабет. Работи, да, има муабет. Има покана. Има интеракција помеѓу нас, да. Во контакт сме, нормално, дури имаме некои песни заедно и версови од него, ама не може да ги пуштиме без негово одобрување. Иначе ние уште пред месец, два или година сме можеле тоа да го пуштиме. И кога он ќе одобри, а последен пат се видовме пред некој месец на свадба. На свадба? Да, на свадба кај еден наш многу добар заеднички пријател Стефан. Добро. И направивме супер муабет и он стварно има еден проект за нас е чуден и за сите ќе бидат чуден, ама електронска музика. Ја не можам ни многу да откривам, а за амерички пазар. Ама велиш дека може на музички камбек на Врчак? Да. Јас сум уште убеден тоа и у сите муабети кои ги имаме правено, некам да остане тоа така. И јас дури он може поголем скептик, ама ја верувам дека ќе се Чекај, сума сумарум не велиме не. Ако добро разбирам, не дека рековте нема да дојде. Да не може да потврдиме со сигурност. Так. Пошто ради и да потврди, може да не се појави. Ама имаме шансите се, ајде да кажам, повише. Во коефициент, колку е коефициентот? Коефициентот е 6? Не, 1,75 дека ќе се појави. Знаеш, не е 1,20, значи пак е добар коефициент. Добро. А има еден друг муабет кој сакам од прва рака да го провериме. Скоро е излезен дека ова ви е последен концерт. Кај знаеш ти се овакви работи? Добро ме подготвуваат. Не, значи сериозно е ова. Прво да ова не планиравме да го кажеме, искрено. Сагавме на пресот тоа да го соопштиме и големи се шансите да еден од нас двајца да се одсели од Македонија и најверојатно ДНК нема да сгасне никогаш, ама генерално можда и да биде последен концерт. Не дека ќе ти фалим, ама зашто е така? Зашто? Со кого ќе снимам скечеви такви човек? Кој ќе? Не, за тоа ќе дојдеме што, нема гај, визер, знаеш, лесно е. Да, види. Можно е и ова сега не се препотив. И мене ми дојде некоја така, ама види, барем добар хин даде дека ако некој се сели, ќе се сели таму кај што лета визер, барем. Па да. Нели така? се подготна некој. Ако почнеме да гледаме сега по визер, ќе го најдеме и местото. Немој сега ти одма све да издаеш. Не е Унгарија, вајде, пошто тоа е често место за селење. Унгарија, Македонија боле од Унгарија, кај ќе се сели во Унгарија? Апсолутно, како беше Палис Парисама и Кавадарци. Да. Добро, окей. Македонска музика многу не добива поддршка и тоа си е тема која што е многу зборена.
секој што прави ваков некаков концерт кога ќе дојде во емисија, обавезно е тема каква подршка доби од култура. Овде случајот каков? Паметно. Убаво, го погоди. Кажа све. Во мол завршува. А, така? Тнка работа. За жал е така. Чекај, 20 години. И сега, 20 години правиме, повелете, еве што ќе се случува и кој е одговорот? Ние ќе ги почастиме по една вип карта да дојдат министерката и Тоа сме поголеми од Министерство за култура. Не, гледај, најверојатно си имаат некои нивни ставови што не се разјаснети како што треба и се ставени луѓе најверојатно изфрустрирани на позиции и не може македонски, не зборам гледај, не збориме ние дали сме добри или не, дали нашата музика им се свија, им се допаѓа на некој, на нив, на тој таму жири или комисија или што и да е, дали ти не слушаш. Битно е бројката и тоа што сме направиле, а од бројките не може да се бега, нели? Гледаат они, не се слепи. За жал, и не ни дадоа уопште ништо, ние не баравме пари, баравме само да влеземе у таа квота, да бидеме ослободени од данок на билетите, како македонски бенд, кој прави 20 години, они дојдоа со некој друго образложение, ама кога ги видовме резултатите кој све добил, тоа беше малце повеќе болно. Немам ништо против нашите колеги, тие што добиле супер, ама ако и они добиле, онда не гледам причина зашто ние да не добиеме. Некој добил, една артистка колешка наша имаше, знам, памтам, добиено, највише тоа ме иритираше и налути што воопште нема ни направено песна со години. Немам против што она земала, него едноставно нема, логиката е нула. Ајде, кога сме кај колеги, ние прашаме дел од вашите колеги. Елена и Миле ги побаравме да кажат збор два за 20 годишнината од ДНК. Елена наша Ленка Ристевска? Ленка и наш Миле. Аха, па значи пола емисија ви отиде. Да ги пуштиме. Кога ќе помислам на интересни случаи поврзани со ДНК, ми текнуваат многу малку сега, а ги има премногу, кои што сме ги поминале заедно, бидејќи сме биле на пар турнеи заедно. Сме биле во Америка, сме биле во Швајцарија и не може да ми текнат премногу. Ми текнува една каде што игравме некоја салса, не ми текнува што тип на танц беше, на улица со еден уличен бенд и го објавивме видеото, сите баш онака се смеја. Тоа беше една интересна случка. Друга интересна случка е кога се појавивме ја и Панчо на аеродром за Америка, кога одевме со исти патики, како да сме се договориле, плюс и иста висина, нели? Беше пресмешно. Посакувам уште многу јубилеи и уште многу хитови какви што редат секоја година буквално. Многу ве сакам. Чао, дечки. Поздрав до двајцата, да ви посакам срекна 20 годишнина и многу песни и концерти. И јас да се подсетам на неколку убави моменти со нив. Прво си поминавме со снимањето на Кутре ме нема на спотот, кој што траеше тоа снимање навистина долго. И баш беше една енергија која што онаква убава, природна, спонтана и затоа и реакцијата најверојатно и на луѓето ја прифатија одма приказката каква што и ја представивме, едноставна. Миле многу добро подсети. Тоа е стварно така, многу интересен спот. Собрани многу, дај да ги спомнеме, да не ги забораваме. Значи Тони Михайловски е тука и син му е, Миле, Наум Петрески, Васека 15, кои се други? Сега да не... Цаки Кишми. Милионе. Така. И значи сена се колку сте негде? Спасен од Синтезис. Гоце од Синтезис. И Джамбовци. Джамбовци, значи едно 20 да речам. Па, едно 15. И брат му да го забравяме, брат. Мене Да, ми е нешто драго се прв пат да се поприлично заедно негде. Слични. Да, брат ми и син му на Тони се кумчиња. А, И браво. глума заедно во Народен театар и практично Така е. тој, да кажем, глумачкиот дел, он го собра. Многу убаво искуство. Тоа не беше Види, снимање многу на убаво спот, изгледа. беше Ивкова слава. Ама тоа како се договара такво нешто? Што ми викате? Ела ќе се зезаме, па снимаме испод. Да. Не, баш така дојдете на Гезме беше.
Ама се погоди многу топол ден. Јуни беше, така не мај, крај на мај негде, 30 степени. Прасе донесо едно 35 кг, ја прасу живот немам пробано свинско. Дебе? Никад. Тоа било па боле не постоело. Ова е добро. Крцка, го чекам Куманово, да. Нао ми вика ја едно земи такво коричката, уште не ми вика полека, брату, полека ако не си јадел. Вика ја. Ова ракиички беа што се вртеа или Све тоа, ништо нема фейкерски таму. Така? Нема сокчиња како ки тебе. Дури ја вино пие. А ја не пием алкохол. ти не пиеш, да. Нула. Чека, значи поприлично се испи бајаги. Па, Така делува. поприлично. И имате некоја бројка колку си испи, вајда на крај некој Може дошол да уште еден спот ќе снимам с тие пари. Не кошташе софрата поскапо од спотот. што многу кажува за софрата. Така е. И само може да спомнам дека само еден дел од пиењето, на крај добивме чисто сметка ни носи Шинтер. Носи Шинтер смет 86 литри пиво. Бо. Се тушира 86 литри пиво. Уште малку стотче. А ти рачуне кај е ракија, кај е вино. Ето ти пиво не си пил, например. Не, ама добро, резултатот вреди. Супер. И дури имаше некој, и тоа беше као затворено, ама пошто местото е какво што е Ептен, онакво боемско. И имаше уште некои парови, 3-4. И си седеа, си пија, изгледа се овакво направија тетрапак и они се качија почна да играат чочеци, кај Џамбо, пошто Џамбо почна и друго да свира, знаеш. Па сега веќе. Али многу добро. Тоа е интересното што поголем дел од сцените од спотот се други песни, не е само нашата песна. Ама има и кај што пеат. Момент, да, има Така што е. пеат. Тоа може првите 2, 3, 4 после отиде све Многу. Ама мислам дека од што сум ве гледал по настапи, песна ви е една од поомилените за изведување. За да Или пееме? греш? Да. Види. Знаеш кој посебен кейв да имате? Не знам зашо мене ми е у последно време многу драго да Ние сме од ова поднебје. Ние таков профил не може да не допре тоа. Со цело срце да пееме. Колку пати сме биле на места кај што нели блиски, не знам, се зимале, се веделе, се мекици едно друго, реагираш на тоа. Не мој. А ти го имаш напишано? Многу е убав. Што те има инспирирано? Убав текст. Животот. Оддавна, оваа ствар ми е многу одавна. Идејата, да, темата, само чекавме момент да тоа не кевме да го направиме шунт и кич, него и Џамбо кога го викнавме, само неговиот дел е тоа што се џамбовци, они свират иначе маријачи. Ја слушате трубата како звучи. И е фактички гитарите се Gypsy King. Нема ништо тука што е она шунт што е балканско и такви работи. И самата мелодиска линија е тотално различна. И затоа ми е можда чекавме да дое прав момент да ја направиме и не добивме ни една негативна критика. Лазе многу се плашеше да не почне да рече видео е Селиндри, Турбофолк, трет човек од бендот basically. И ама добивме можда у последни години не сме добиле по-позитивни критики од повозрасни луѓе, зборам 35 нагоре. Така, бидејќи помладите ви се пак по јадро од публиката. Па знаеш како, и можам да кажам и да и не, како поминуваат годините ни сите настапи е многу чудно. Значи верувам дека просекот е кренат, имаме и многу млади што нас не е многу драго кога пеат. Порано викавме, знаеш, деца се ова, имаме деца публика, ама ти сваќаш дека ако децата ти ги пеат, онда си актуелен. Кога децата нема да ти ги пеат песните, онда полека треба да затвараш куферот. Ајко ја спомнавме веќе спотот, го спомнавме песната, ја спомнавме, да ја чуеме, ние тука сме со цел бенд од ДНК, не е во фул состав и поголем. Да, уште двајца ни фалат, Папас ни фали и сад. Ајде да ја чуеме, значи ако утре ме нема во живо тука во студиото. Ако утре ме нема, ако утре ме нема, ако утре ме нема, ако утре ме нема, не. Кажи да не ве гледам, ново утро и добро е, добро е.
Ako utre me nema, ako utre me nema, ne. Sve krilica da gledam, posle došlo od sunce, sunce. Nek se kršat čaši, nek se nosač flaši, samo nek se igra, nek se pije, nek se slavi. Nemoj da me žalite, trubi viknete, za mene svirete. Nemoj da me žalite, dini glava nagore, ispit čaša za mene, ako utre me nema, ne. Ako utre me nema, nemoj da me žalite, fikti i drugarite, stari pesni svirete i neka svira trubite. Ako utre me nema, jedan na jedan ideme. Ako utre me nema, ej. 1762 во Скопје пристигнува турскиот трговец со зачини Осман Балик. Уморен од долгиот пат, отишол во одајата да одмори, веднаш заспал, ама чуден сон сонил таа ноќ. Во сонот му дошла ќерката на султанот и му рекла: "За мене ова?" Ево, ова е чај, друже. Браво. А што зборев? Така, продолжуваме ние со нешто многу интересно, го викаме расипано цртање. Ова е као расипан телефон, ама е со цртање. Значи, ела да се договорим. Гледај што е работа. Јас сум последен. Цртам на твојот грб. Она што ти чувствуваш дека цртам, без вртење, без гледање, го црташ на грбот на Андреј. Она што Андреј чувствува дека го цртаат кај него, Гледа, го црта. почувствувам само цртање. Да, он најбезбеден, како ти последен. Иди. Ние на гости, он Тоа што не чувствуваш, овако не тоа нареди. црташ. Така, тоа е отприлика. Као расипан телефон. Значи, треба почетниот резултат ќе биде многу различен од последниот. Помош имаме, хинт имаме. Нешто е поврзано со песните на ДНК. Така? Ајде. Добро, ајде вака. Поим број 1 одиме. Дали може? Ајде, јас почнам. Значи, не идеме со село. Чекај вака да размислам. Океј? Ајде. Сврти се, ајде. Значи, што мислиш дека направи? Добро. Добро. Ништо не Продолжувам понатаму. Како ништо не осети? Не насада нешто? Продолжувам, ајде. Не осетил, чекај вака еднаш, ајде. Немој сега, не го зезај. Не, така беше. Не, добро, Не ма сега осетил. пак направи. Еве гледај, еве гледај, еве гледај. Еде, оп, оп. Ајде. Ајде уште еднаш, извини. Ајде, еве, оп, оп. Аха. Добро. Добро. Продолжуваме понатаму. Добро. Еве, продолжувам. Ајде. Добро. Ајде. Преако. Не, одлично, врв. И еве последното, ова е последното, еве, значи, оп, еве, ето, толку последно.
мисла дека сега може да ги покажуваме полека. Не знам што. Одлично, одлично. Време е сега да покажеме. Значи прво имаме, ево таму гледаме, прво имаме Андреј што има нацртано, ова е како што гледате Ремек дело. апстрактна уметност некоја. Тука еве може да го закачи така. Ја не знам што мислеше дека цртам. Зашто ова поим на ДНК песна на што те потсека? На мислев месечина некоја црташ поимање. Паметно, браво. Да. Браво. А всушност беше авион. Тука сме месечина авион. А ја мислев ташак. Да. Се споминјало по некоја од песните. Ајде да видиме уште една игра. Опа. Ајде сега ќе смениме, сега Панчо ќе биде тој на таблата, ја мислам ферски. Аха. Ајде, да видиме, одиме. Ајде. Насрта? Да. Добро. Ајде. Океј, и одиме второ потек и воедно и последен потек. Това направи? А? Од кожјација ништо не се. Добро, опа! Ништо. И да видиме. Ја исто. Опа, бато. Види, Осетил многу е си го. интересно дека сте поприлично близко вие, а всушност поимот беше Срце! ДНК, Срце е еден од најголемите хитови. Тоа е тоа. Така е. Не сум зачистил одамна, така е. Ама не знаеш кога ќе ти затребаат бе работи. Гледај, телевизорчево например. Па и во емисија го имам користено. Беше сценографија во тие најпрвите еден на еден пред 13 години, човече. Стоеше напред цело време, снег имаше тука на екранчето, пошто не фаќа ништо бе па ти тоа сирото, скршена му е антената, ама па добро е да си се чува убаво. Значи не работи. Не бе работи како не, само не фаќа ништо. Не работи, уствари. Не работи. Блокмакс Рапид. Ефикасен при главоболка, заболка, болки во грбот, мускулни болки и ревматски болки. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Од многу обврски немам време ни за детето. Но тука ми помага мојата тајна. Готвејќи за нив, ги правам срекни и здрави. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Со кликни јади, највкусните јадења ви се секогаш на дофат. Лесно е. Во вистински момент ми излеговте во пресрет. И многу брзо, не очекував дека ќе дојдат. Доаѓаме кога и каде, вам ви одговара. Со колегите многу сериозно си ја сваќаме работата. Ама тоа не е се. МКеш има еден куп други поволности, како програма за препорачан пријател и програма за лојалност. И дури и тоа не е се. Земи кредит до 31 декември и можеш да освоиш супер новогодишни награди. М1, М-брзи, М-најдобри, М-кеш. Брато бе, дедо, кај отиде? Дедо! Ова есен, ти ќе бидеш тој. Ќе му покажеш на светот дека постоиш. Крени го пехарот. Ќе пееме заедно. Ќе победиме заедно. Hisense. Формулацијата Beauty колаген на Фармавитал содржи високо квалитетен хидролизиран колаген со луѓел, како и витамин С, хијалуронска киселина, боровинка екстракт и дополнителни витамини и минерали. Изгледе совршено.
Чекориме брзо, чекориме во непознато. Потезите денес и одлуките сега ни ја прават иднината утре. За успешен план мора да внимаваме на се, но ништо не е остварливо без љубов, а љубовта почнува во домот. Преку уникатниот Golden Art систем, 17 години ги градиме вашите домови од соништата. Со внимание на секој детал, создаваме дом за многу идни генерации. Golden Art. Дом, не само стан. Новогодишна промоција во ординација доктор Анчевски. 20% попуст на сите филери. Обликувајте ги усните, коригирајте го носот, пополнете ги волкниците и избришете ги подочниците. Освежете го лицето, вратот и рацете по празнични цени. Искористете го периодот пред празниците и направете третман кој ќе ви го врати свежиот и младешки изглед на здрава, затегната и еластична кожа. Ова е причината поради која што јас готвам. Која е вашата? Одлично додавање, но судијата го прекина мечот. Што е неговата одлука? Време е за освежување. Уживајте во првенството со најкул фрижидерите на горење. Горење. Макс Рапид. Ефикасен при главоболка, заболка, болки во грбот, мускулни болки и ревматски болки. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. А сега малку време за нашите партнери. Во зимскиот период ви го препорачуваме зимскиот чај од Good Nature. Тој е уникатна комбинација на билки со пријатен мирис и хармоничен вкус што смирува и релаксира, ќе ви исполни со топлина и ќе ви овозможи комплетно уживање во ладните зимски денови. Зимски чај од Good Nature. Ако сгрешите кај брашното, џабе ви се тајни состојки, ништо од вкусен леп на трпезата. Кај моето брашно од Кадино едноставно нема грешка бидејќи е најдобра. Hisense и FIFA се совршено дуо за гледање фудбал. Имаме Hisense ULED TV, имаме надправа со омилениот тим и гледање на светско првенство во Катар. Тоа е задоволство на многу повисоко ниво. Проверете ги Hisense. Јас имам многу малку, неколку секунди останато. Тоа дури ми е доволно за со само неколку клика да си нарачам храна за сите нас во студиото. Најдобри се, со најбрза достава и најљубезни доставувачи плюс се македонски бренд. 20 години ДНК, 3 декември, Борис Трајковски. Кроз тие 20 години порано имаше и многу магазини, имаше па дури папараци, некакви wannabe, така натаму. Имаше жута штампа. Па имаше. Добро. Ама нешто се случуваше. Дај да се навратиме на дел од овие 20 години. Ракија да се. Ова се стари артикли што ги имаме ископано за ДНК, некои се премногу стари, некои помалку. Ајде режија, пуштај едно по едно да видиме. Значи вика, обседнати со дешифрирање на рап кодот. Јао. Па дали има подобро? Па нема појако. Види Чекај, кога читаш ваков наслов да речеш, си викаш, амам бе. И пази, гледаш што вика? Вика, луто ДНК, вика, која без преголема фарма се распадна пред 4 години. Сте се распаднале? А не се распаднало, него тоа ни биле почетоците. И нас не доживуваа као рапери, ние никад не сме биле рапери и со право не хейтале раперите, бидејќи така нас не најавувале, етикета ни ставале. Ние генерално цел живот сме свирале R&B, поп,
повеќе поп него R&B. А ја можда не мешале, пошто ја пуштам хип-хоп. Као диџеј сум активен исто толку што сум и со ДНК, може малце помалце, ако 18 години. Значи не го дешифрирате рап кодот, иако се обседнавте. Никогаш. Јас сум и он слушал исто таква музика, јас сум ги донел сите, буквално сите големи артисти, тука што ги виделе, 90% артисти што ги виделе у МКЦ или у некој друг клуб, тоа се донесени од моја страна и од нашата продукција Шершат, со мојата цела екипа, Ајд Скреч, Цуци и така натаму. Ама никогаш не сме биле рапери и јас јавно им се извинувам и секогаш сум им се извинувал на луѓето кои правеле вистински рап, дека не мешаат со нив. Ја многу ги почитувам и слушам тоа, ама не правам, бидејќи не се понаоѓам и не го живеам тоа, треба да го живеам тоа за да го правам. Ја не го живеам. Не сме дешифрирале. Тоа, па е реално, да. Ние не сме дешифрирале никаков рап код. Така, дај друго. Дај друго. Кај го најдо? Ова е само фотографија. Глобус. Видете го кава глава има неговиот другар. Шо да се пие некое старо пиво, веројатно. Стар лисец, мислечи. Веројатно не е стар. После војска, ева. Одеме на следна, да не се задржуваме тука. Многу добра каси. Ево татко и на што снимаме спот се. Стварно? Десно. Нема појава. Кај си оди во војска си претпоставувам? Бидејќи вака вајда не си се одлакал по дома. Војска. У војнички клуб среќаме Турија како демек музичар и поминав троа полесно од сите други. Ајде, друга. Ете конечно малку Панчо. Што ќе кажеш вака? Ово снимање на спот. Ништо менјај фотка. Менјај фотка. Види, ова не е случајност, бар да кажем и да бидеме искрени. Јас сете знам за ова дека Панчо има еден вид афинитети кон тоа да го слика Андреј во... Не, тоа е еден вид, тоа е роден он со тоа. Така? Колку пати се случило до сега да те слика како човек, ете, му се моча, што да прави? Не, мочањево, што не глупости има правено. Тоа му е у кодот, ево, тоа му е у кодот него, да. А зашто му го правиш тоа? Па не само на него, на сите го правам, јас живеам за тоа. Така ти е тоа ја посебен кеј? Фетиш многу голем. Све би дал, ако треба пари да изберам, од настап да земам и тоа да го направам, ама нешто многу смешно тако, што ја мислам дека е смешно, не мора да значи, би се одлучил за тоа. Така е. Имам такви некои кодови у мене. Али тоа може да е една од најубавите особини мои, кои јас си ги сакам. Сме збореле за тие пренкови некои што му ги правиш редовно на Андреј? Знаеш, тоа што го правам, мене ми е посмешно реакцијата него. Имам една, сега ми текна, а имам една ќе ја видат гледачите, ќе ја видат. Он заспа тука и јас го генерално идам со телефон, снимавме спот у Приштина. Со дует со Мина Блажев. И он заспа тука и ја се снимам и викам овие кјутете, викам пазете, викам гледате како спие, идам таму и му викнав на уво. И ете. И реакцијата, кажува се? Реакцијата. И мене, ми е интересно фацата што ја прави, моментот, тоа мене... Добро, ама никад не си викаш да е пейбек да направам, да смислам нешто генијално. Што ќе му направиш пейбек? Или джабе? Нема, он знае како да ги постави, да ги намести, да ги изфилува. Го има. Тракатанците, до таму за да не ти се наљути. Така. Значи многу мангупски. Па сега, далеко сум од мангуп, ама уместење во мангуп. Така е, да. Ем да нема лутиш, ем да биде добра финта. Ова е уште пред со музика, ние се знаеме 24-5 години и тогаш кога го знам правил такви работи. Добро, знаете како се запознавте? Се сеќавате? Не знаеме како не. Да, како? Он работеше у кафич. Пијани се залапавме. У кафич работеше, имаше розева коса. А ја бев со друштво средно искочен таму и таму се запознавме. Случајно, да, он имаше нели еден бенд, окей бенд, ја TNT. Така е. Жиче, поздрав за Жиче и Фили. TNT, да. Како се викаше хитот? Црно поле, во боја, да. Во боја. Многу страшна ствар. Да. Добра. Таа да е свири. Зашо таа да ја? А многу ја. Може да. Треба да ја спреми, ја многу сакам да ја пееме таа. Стварно добра ствар. И се распаднавме, неговиот бенд. Они се распадна, моје Црепој отидоа едниот у Солун, другиот у Софија и се споивме, он исти вака ниски. Тебе ти се пее? Се пее, да. Баш така. Знаеш како беше? Ја памтам, ја работев во хотел. И му се јавам, ние дружевме.
хотел рецепција или што? Имав јас девојка која они заедно учеа и така уствари се споивме. И работев у еден хотел на рецепција, бев втора смена, најдосадна смена и подосадни од трета спиеш. И му вртам, шо правиш, брат? Не му го памтам бројот, ама фикс немавме, тоаш немавме, ние сме метузалеми, знаеш. И се јавувам и му викам, брат, шо правиш? Дај бе, да направиме бенд, сакаш ли да се спојуваме? Не, разочаран, не може, брат. Нема ни спонзори, ни ова, немаме. Ја му викам, гледај, ти вака, ти само пеј, ја ќе бркам све. Ја ништо не треба да пеам, не треба да пеам, не треба ова да правам. И он као, ајде, скептик, неверојатно, ама млади, луди и така, ете, не се откажавме и дојдовме до тука кај што дојдовме, не дека не знам што сме направиле, ама за оваа држава ја тоа викам, секој што обстанува поише од 10 години, ај за 10 години ќе рече и среќа има ово, ама веќе 20 нагоре реално треба да имаш нешто. 20 години ДНК, 3 декември, Арена Борис Траговски ги испраќаме со најдоброто од Македонија. Нормално тоа се Good Nature чевите, од Зегин имаме исто така од нашите пријатели нешто спремно за вас и за поубавите половини или за вас како сакате од ординација доктор Анчевски повели. И двајцата имате ваучерче, а исто така и сите вие имате само овој вторник на 22 ноември, значи сите имате 20% попуст на мезотерапија на лице. Јавете си се вторник 22 ноември во доктор Анчевски, побарете си 20% попуст на мезотерапија на лице. Дечки, да се множат годините, да отсвирим уште една песна. На крајот може да ја пукнеме што сака, нека биде да ја отсвириме за крај. Бендот додека е тука, фали уште еднаш, нека се множат и јас се надевам нема да е ова последен концерт. Исто се надевам и јас дека и ти ќе дојдеш и да ги поздравиме твоите гледачи и многу ни е драго што секогаш си тука не само за нас, за сите македонски артисти и многу ми е драго што те познам многу одамна и што траеш 14 години и дај Боже си дочекаш уште многу. Да сте живи и здрави. Фала, брате. Кажи ми како без тебе да бидам, кога ми требаш, само со тебе можам да имам се. Кажи ми како без тебе да бидам, кога ми требаш, само со мене можеш да имаш се. Кога сме заедно е најубаво во цел свет, кога те нема како пустина е цел се. Кога те нема, а знаеш дека ти ми требаш, зашто не си тука ти до мене, зашто стално бегаш, по твоите очи гледам дел од тебе. Се гледам себе, а и дел од тебе. Зашто ме бараш кога сакаш да се стално сама, ме убиваш полеќа, од се ти правиш драма. Како без тебе да бидам, кога ми требаш, само со тебе можам да имам се. Кажи ми како без тебе да бидам, кога ми требаш, само со мене можеш да имаш се. Што сака нека биде, што сака нека биде, биди до мене, што сака нека биде, што сака нека биде, биди до мене, биди до мене. Што сака нека биде, биди до мене, биди до мене. Кажи ми каде си, кога ми требаш, јас те сакам, а од мене ти бегаш. Да, ти бегаш. Би направила се за тебе, за тебе, за тебе, за тебе, за тебе. Кажи ми каде си, кога ми требаш, јас те сакам, а од мене ти бегаш. Да, ти бегаш. Би направила се за тебе, за тебе, за тебе, за тебе. Што сака нека биде, што сака нека биде, биди до мене, биди до мене. Што сака нека биде, што сака нека биде, биди до мене, биди до мене. Што сака нека биде, биди до мене, биди до мене. Кажи ми како без тебе да бидам, кога ми требаш, само со тебе можам да имам се. Кажи ми како без тебе да бидам, кога ми требаш, само со мене можеш да имаш се.
крајот, сценаријата не ни се потребни, затоа одат на рециклирање, исто и така вие рециклирајте. Што треба да правите? Ако не рециклирате, барем селектирајте отпад и пред да го фрлите, нели сортирајте го и фрлајте го така. Хартија со хартија чуете, стакло со стакло, пластика со пластика и ни стигна и пиците. Другарот кликни јади, ете, ќе се ужива во студиото. Браво дечки, седни си, намести си се, извади ни што треба да јадеме, а лода ти е. Значи од сега највкусната пица со најбрза достава. Тоа е добро. Следно дружење, недела, 18:30 канал 5. Се гледаме. Чао, чао. Музика за јадење.